еве на нас, ние можеме да продолжиме со следниот час по македонски јазик. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, добар ден, драги ученици. Оваа наставна единица која што ќе работиме денес е за учениците од 8 оделение. Станува збор за литературно-научен вид дневник. Дали никој што слушнале вие за дневник? Да, дури сум пишувала дневник. Така, исто јас имам воден дневник. И сум потполнувала дневник. Така и сте го заклучувале? Да, нормално. Да. Со малите клучиња. Така? Не беше заклучен, секојаш отворен беше. И како сте го пишувале тој дневник? Што сте наведувале? Па работите кои што сме ги извршиле во текот на денот. Така? А сте ставале датум? Да. Да. И година? Година и понекогаш и час. Така, да. Некои мисли што ни текнале, што сме се сетиле. Така. Значи, денес што ќе научиме? Денес ќе научиме за дневникот како литературно-научен вид, ќе ги научиме белезите, односно особеностите на дневникот, ќе откриеме зошто дневникот е литературно-научен вид, ќе умееме да ги посочиме белезите на дневник во дадена творба, во дадено дело, ќе умееме да дискутираме и да анализираме, можеби сте слушнали, предпоставам дека многу од вас го прочитале, познатиот светски познатиот дневникот на Ана Франк. Да. И ќе дискутираме за некои други дневници на познати личности, ќе ги погледнеме. Одлично. Прво ќе тргнеме со асоциации за поимот дневник. Дневникот ни е ставен во центарот и можеме да наведеме еве некои асоциации кои што јас ги најдов. Дневникот како збор потекнува од латинскиот збор diarier, што значи дневен запис. Рековме дека вие во дневникот наведувате и датуми, така? Да. Како ги наведувате настаните? Кои што ги запишувате во дневникот? Како тие ви се случиле? Па од утрото, односно по некој си хронолошки распоред. Така, по хронолошки редослед. Понатаму, дали сте виделе како изгледа дневник од некој друг? Да. Да. Обично велиме дека тој е во пишана форма, така? Да. Дневникот на Ана Франк, за кој што подоцна ќе дискутираме, ќе видиме имаме и слики од самиот дневник кој што е опишана форма, а потоа, значи, постхумно е издан од незиниот татко и испечатен и е преведен на повеќе од 6 светски јазици, така. Сме дзирнале во дневникот на наставничките. Да. Да, тој училишен дневник. Училишниот дневник, да. И дневникот е така литературно-научен вид. Зошто е литературно-научен? Затоа што во него имаме присуство на чувства, присуство на емоции, описи. А зошто научен? Затоа што имаме презентирање или давање на некои научни факти, историски факти, споменуваат историски личности и така натаму. Така е. Од тука што можеме да заклучиме? Што е дневникот? Дневникот е творба во која точно и вистините се забележуваат по хронолошки редослед, значи се наведува датум, месец, година на најважните настани кои што се случуваат на авторот. Од тука ќе се навратиме малку наназад кога разговаравме, кога учевме за епиката како литературен род и рековме дека во епиката се раскажува. Значи во дневникот поставуваме исто како во автобиографијата еднаквост, односно равенство на автор, наратор и лик. Значи, авторот е и раскажувач, истовремено представува лик, затоа што тој самиот учествува во творбата. Раскажува во прво лице еднина, Во прво лице еднина, така. Еве го дневникот на Ана Франк, можеме да видиме и слика во ракопис, дури Ана Франк знаела честопати да става и слики, што е доста интересно. Во овој дневник на Ана Франк се собрани записите, односно писмата на малечката Ана Франк, која што ги запишувала, односно ги пишувала кон некоја замислена пријателка, односно другарка Кети. И тоа во периодот од 12 јуни 1942 година до 1 август 1944 година. Во дневникот на Ана Франк, значи, ќе напоменеме дека се представени тоа неубави слики,
на ужасите кои што ги претрпувале во тој период евреите во времето на Втората светска војна. Да. Така. Овој дневник, односно ова, како да го наречеме тефтерче, Ана Франк ќе го добие на незиниот Роден ден, така? од Да. како подарок од незината мајка, на незиниот 13-ти роден ден, и реално од тогаш почнува да води дневник. Како таа го започнува дневникот? Еве еден извадок од самиот почеток. Се надевам дека ќе можам се да ти доверам тебе, затоа што никогаш никому не сум се доверила и се надевам дека ќе бидеш извор на утеха и поддршка. Со ова се обраќа на незината замислена пријателка Кети Да. и очекува дека ќе најде разбирање од другата страна и поддршка во пишувањето на дневникот. Еве уште еден извадок од дневникот на Ана Франк. Еве Ана Франк. Да. Ќе го прочитаме овој дел, меѓутоа да ги забележиме еве ги тие елементи кои што ги споменавме за дневник. Гледате, денот, вторник, да. датумот Датумот. 11 април 1944 година. Драга Кети, кој ова ни го наметна? Кој ги направи евреите поинакви од другите луѓе? Кој дозволи толку да поднесуваме досега? Ако ги поднесевме сите овие страдања и ако останат евреи, кога ќе заврши, ќе биде готово, тогаш евреите, место да бидат осудени, ќе бидат покажувани за пример. Кој знае, можеби и нашата религија, од која светот и сите народи учат добро, е причина. Единствената причина што сега мораме да страдаме само холанѓани, или само англичани, или представници на која и да било земја. Секогаш ќе останеме евреи, но и така натаму. Да. Сега. Што е литературното во овој дневник? Рековме дека се наведуваат и чувства, емоции. Типично во овој дневник на Ана Франк е присуството на стравот. На стравот, нормално. Стравот од што? Од тоа што нема слобода. Тоа што не може да излезе надвор, тоа што Така, таа е постојано заробена и тоа се кријат со незиното Од неправдите семејство. општо кон незината Така се- религија, кон Така се крие со неправдите кон незиното евреите. семејство во една куќа во Холандија, каде што каде што се сместени и канцелариите на незиниот татко. татко, токму така. И стојат долг период заробени. Стравот е пристутен, ќе видиме кога ќе ги слушаат сите оние бомбардирања од надвор. Кога кажува за многобројните евреи кои што биле осудени на страдања низ логорите. Еве имаме извадоци токму за кои што ќе ни укажа за стравот кој што се забележува кај ова мало девојче. Тоа што не смеам да излегувам надвор ме вознемирува до немајкаде и страв ми е дека ќе не стрелаат. Еве следен извадок. Невозможно е да се избегне од нивните канџи, освен ако не се скриете. Не штедат никого. Болните, старите, деца, бебиња и трудници, сите ги испраќаат во смрт. Значи, добиваме една реална слика Која што е многу која што е лоша, многу која што е лоша. ужасна. Така, ужасно. Анексот е оној дел, она куќа ја нарекува анекс каде што се кријат. Да. И вели анексот е идеално место за криење. Може би е влажно и накривено, но верувам дека нема подобно место за криење во Амстердам. Да, бидејќи тоа било за неја единственото топло место, односно единственото место Да. каде што таа Да. се чувствувала безбедна. Безбедно. Еве уште еден дел кој што ни покажува повторно, ни дава слика на емотивните страни на Ана Франк. Таа го опишала и стравот и маките што ги претрпела за време на бомбардирањето што го споменавме претходно. Се криела во тајната соба во куќата на незиниот татко, Ото Франк во Амстердам. И еве го тој дел. Ги слушам се поблиску грмотевиците што ќе не уништат и нас. Го чув страдањето на милиони, а сепак ако погледнам кон небото, мислам дека ќе се среди, ќе заврши оваа суровост и дека мирот повторно ќе завладее. Меѓутоа и покрај оној страв се забележува и надеж. Надешта.
се надева дека сепак и за нив еден ден ќе светна некоја светла звезда и дека ќе може да излезе од таа важна, темна просторија каде што Да излезе од целата таа агонија во која што се агонија. наоѓало незиното семејство. сега малку ќе се свртиме на посветлата страна. Така. Периодот на влюбувањето, односно кај едно младо девојче Ана Франк, периодот на влюбувањето, кој што е типично за тинеџерите во тој период 13-14 години, кој што е опишано еве и од нејзина страна повторно, се влюбува во Петар и тоа го представува. Периодот на влюбувањето. Потем го сретнав Петар и детски наивно, вистински се влюбив. И јас нему многу му се допаѓа и бевме неразделни цело едно лето. Се сеќавам како заедно шетавме по улиците држејќи се за раце. Тој во својата бела памучна мајца, а јас во куст летен фустан. По летниот распуст појде во прв клас виша школа, а јас во 6-то оделение. Ме пречекуваше од училиште и обратно. Јас го пречекував него. Петар имаше темна коса и прекрасни кафеави очи, румени образи и подаден нос. Гледате, дури има и вметнување на описи како изгледало момчето. Значи, сите овие елементи даваат една поголема уметничка вредност на самиот текст. Да. Не е само наведување на голи историски информации. Така. Ги споменавме литературните елементи, сега ќе се задржиме еве накуса само на научните елементи, зашто дневникот представува нели литературно-научна творба. Затоа што рековме се наведуваат историски факти. Во текот на своето пишување на дневникот многу често учениците кога ќе го читаат може да се забележат места каде што се наведуваат доста историски факти во периодот на Втората светска војна. Да. И еве еден кус извадок. Сега навистина се надевам дека работите тргнаа кон добро. Да, навистина, одат добро. Извонредни вести. Направен е обид за атентат на Хитлеровиот живот. А тоа не го сториле ни еврејските комунисти, ни англиските капиталисти, туку горди германски генерали, а покрај тоа гроф и доста млад. Ова е еден историски факт, Факт, точно така. кој што еве го точно го гледам и датумот кога се случил 21 јули 1944 година обидот за атентатот на Хитлер. Да. Дневници на познатите. Еве имаме слики, дневник на Мерлин Монро, дневникот на Алберт Ајнштајн, ги забележуваме дека и тие се пишувани во ракопис. Дневникот на Алберт Ајнштајн дури тука забележуваме некое морско животно, цртежи, повторно како Да, тој чисто ги запишувал своите соништа. Да. И кај нас можеме само од нашата литература да го споменеме дневникот по многу години на Блаже Коневски. Само мал извадок од неговиот дневник. Конкретно ќе се задржиме еве на овој дел. Се однесува на неговото патување во Москва на 23.9.1986 година. И што вели? Веќе рече се 9 часот и огромниот град во темнината се оцртува само со улични светилки и со осветлени прозорци. Јас, всушност, вешто го избегнував сето ова време контактот со огромниот град. Претежок е тој товар ако го понесам одеднаш. И така натам. Значи ни го представува неговата посета, конкретно тој ден на 23.9. посетата на Москва, Русија и што го прави овој дел литературен. Има доста описи, самиот град го представува како огромно нешто, како големо чудовиште и се забележливи чувствата кај самиот автор на дневникот дека има копнеш кон враќање кон родната земја. Сега, за домашна задача за учениците, еве можеме да им дадеме до нешто доста интересно, да се потрудат самите да напишат кус дневник, меѓутоа во него да ги опфатат белезите на дневникот, кои што ги споменавме во текот на овој час, ама меѓутоа тоа нека биде дневник за последните 3 дена. Одлично. Супер. Ова е одлична домашна задача. Можеби доста од учениците веќе го пишуваат својот дневник, Така. така ќе им биде уште полесно. А може ќе ги поттикнеме и да продолжат да го пишуваат. Да, токму така. Супер. Одиме со краток џингл и се враќаме со следниот час по македонски јазик.